Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Голем процент од здравствените работници во здравствен дом Тетово кои директно се изложени на вирусот се пријавиле за вакцинација. 15 хоспитализирани лица во ковид центарот во Тетово. Фудбалскиот клуб Тетекс со скромна прослава и доделување благодарници го прослави денот на формирањето на клубот 18 февруари. Здравствениот дом Тетово е подготвен за спроведување на процесот на имунизација. Од таму велат дека голем процент од здравствените работници кои се директно изложени на вирусот се пријавиле за вакцинација. Во изминатите 2 дена во земјава се вакцинирале над 450 здравствени работници. Околу 70% од здравствените работници кои се директно изложени на работа со COVID-19 во здравствениот дом во Тетово се пријавиле доброволно за да примат вакцина. Процесот на вакцинација во земјава започна во среда во главниот град, а до крајот на месецов кога ќе пристигнат и кинеските вакцини, се очекува вакцини да има и во другите градови од внатрешноста. Здравствениот дом Тетово е подготвен за спроведување на процесот на имунизација. За здравствениот дом од околу 70-75 здравствени работници што се во директен контакт со COVID-19, пријавени се повеќе од 65-70% за да се вакцинираат веднаш, а останатите изразиле желба да се вакцинираат подоцна. Имаме доволно, лекари, имаме доволно обучени сестри што може да го покријат целиот регион со оглед на тоа што Тетово опфаќа регион веднаш после Скопје по големина и по број на здравствени осигуреници. Своето искуство после примената вакцина го споделија неколку здравствени работници од Скопје. Тие порачуваат дека имунизацијата е единствениот начин за да се стави крај на пандемијата и да се ослободи големиот притисок врз здравствениот систем. Јас лично мислам дека со вакцинацијата ќе се доведе COVID-19 ќе биде поразен, ќе се доведе на минимум. Нешто што е слично со морбилите, нешто што е слично и со грипот. Ние секоја година се вакцинираме од грип. Сите сме вакцинирани против морбили. Значи тоа се болести кои што се искорени, стрикно морбилите, искоренети од целокупното светско општество. Значи вакцините делуваат. Вакцините се потребни. Вакцините се потребни за заштита за имунитетот. Вакцините се потребни за заштита на најранливите. Значи тоа се луѓето со хронични заболувања, постарата популација. За луѓето кои што не веруваат во COVID-19, не би имал коментар да кажам. За луѓето кои што не сакаат да се вакцинираат, тоа е сечив избор. Мој совет е како здравствен работник да препорачам. Да кажам дека е добро, да кажам дека е безбедно. Нас ке ни се олесни работата. Сигурно за 10 дена веќе навршува година дена како секојдневно се бориме со COVID. Тоа е стрес за нас, стрес за луѓето кои што имаат заболен член во фамилијата, стрес за нашите домашни, што секојдневно сме под притисок, дали сме се заштитиле доволно, дали не сме се заштитиле. Благо кажано, оваа вакцинација на нас лично многу ни значи, барем психолошкиот товар да го тргнеме од нас. Многу ни значи зашто ќе се ослободат болниците. Сите вакцини можеби немаат 100% заштита од заразување. Меѓутоа, досегашните анализи покажаа дека сите одобрени вакцини заштитуваат до 100% од сериозни компликации од коронавирусот. Министерството за здравство информираше дека 453 здравствени работници кои работат во ковид центрите се вакцинирале во изминатите 2 дена. Имунизацијата на медицинските работници се одвива непречено и со полн капацитет во модуларната болница на клиниката за инфективни болести во Скопје, каде што се поставени 6 вакцинални позиции. Се работи во 2 смени од 8 часот наутро до 20 часот навечер, од понеделник до сабота, информираат од ресорното министерство. Стабилна состојбата со COVID-19 во Тетово, но лекарите предупредуваат граѓаните да не се опуштаат. Во болница се хоспитализирани 15 пациенти, од кои 90% се во потешка здравствена состојба.
15 пациенти со COVID-19 се хоспитализирани во Тетовската клиничка болница. Најголемиот дел од нив се со потешка клиничка слика. Според возраста, сите се над 65 години. Бројот на амбулантските прегледи е зголемен, вели доктор Гзим Нуредини, координатор на COVID центарот. Па во моментот имаме 15 хоспитализирани пациенти. Прошла недела се зголеми, па имаме секој ден нови приеми, отпуст, мислим се пуштат дома, така да горе-доле, значи има пациенти секој ден, значи пради нови приеми, така да сега во моментот значи се 15. А што се однесе од амбулантски прегледи, таму е некаде околу 30-35, зависи од пациентите кои што барат да се испитат на COVID тест или некои што имат симптоми или некои што се на домашно лекување се обраќат на амбуланта на COVID центарот. Што се однесе до пациентите кои ни се хоспитализирани, околу 10-12 пациенти, значи 12 пациенти ни се со потешка симптоматологија, останатите се така полесно и дај Боже да и тие што побрзо поминат оваа криза и да одат дома. Заклучно вчера во Тетово и Тетовскиот регион имало 225 активни случаи со COVID-19. Доктор Нуредини вели дека минатата недела имало благо покачување на бројките, но иако за сега е стабилна состојбата, сепак граѓаните да не се опуштаат. Имавме прошла недела, значи едно зголемување, од што е резултат најверојатно од невниманието, али како и да е, за среќа се почнува да се намалува, али изгледа и некако стои на место, немаме некое намалување рапидно да се намали, така да се уште имаме број на пациенти што треба да внимаваме се уште. Инаку околу 55 здравствени работници од COVID центарот и амбулантите, кои се во првите борбени редови против COVID, следните денови ќе се вакцинираат во Скопје. Тетовецот кој возел на автопат до 300 км на час, а потоа видеото го поставил на TikTok, заработи парична казна и временно одземање на возачката дозвола. Вчера полициски службеници на Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај го открила и санкционирала 24-годишникот од Тетово, кој управувал патничко моторно возило BMW со тетовски регистарски ознаки и околу 12 часот и 30 минути на автопатот Гостивар Тетово се движел со брзина од 300 км на час, а потоа видеото го поставил на социјалната мрежа TikTok. Согласно член 36.3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, изготвен му е поднесок и тој ќе се соочи со парична глоба од 400 евра во динарска противредност, а ќе му биде изречена и заштитна мерка, временно одземање на возачката дозвола до 1 година. При последната посета на Тетово, портпаролот на МВР Тони Ангеловски истакна дека сите вакви случаи ќе бидат санкционирани. Постојано ги санкционираме сите прекршоци, меѓу другото и овие за кои што прашувате. Значи, токму затоа и сме присутни, особено на автопатиштата, и ги санкционираме овие прекршоци. За сите кои што ќе го прекршат законот, следи соодветна казна. Вчера во полициска станица завршија и тројца малолетници од Ресен, кои сквернавеле гробови и се снимале за TikTok. И тие ќе се соочат со соодветни поднесоци. Најдоцна до 19 март сите невработени лица треба да се пријават во центрите за вработување. Ако тоа не го сторат во предвидениот рок, ќе бидат избришани од евиденцијата. Откако повторно беше воспоставено редовното пријавување на невработените во септември минатата година, околу 54.000 лица доцнат со пријавата во евиденцијата, соопштија надлежните. Директорот на Агенцијата за вработување Абдуш Демири ги повика да се обратат во центрите за вработување и дисперзираните канцеларии за да ја регулираат својата обврска во рок од 30 дена, односно најдоцна до 19 март петок. Активните баратели на работа треба да се пријавуваат на секои 30 дена, додека другите лица кои се пасивни баратели на работа на секои 6 месеца. До сите активни и пасивни баратели на работа кои изминатиот период не се пријавиле во Агенцијата за вработување, да го сторат тоа во наредните 30 дена, односно најдоцна до петок 19 март.
Агенцијата за вработување во наредните 30 дена ќе доставува и редовни соопштенија за и преку медиумите да ги информира граѓаните. Со воведување во евиденцијата на Агенцијата за вработување, невработените лица, односно активните баратели на работа, имаат пристап до активните програми и мерки за вработување, кои се спроведуваат согласно годишните оперативни планови за вработување, кои се креираат согласно потребите на пазарот на трудот. Исто така, невработените лица имаат пристап и до услуги на Агенцијата за вработување за зголемување на конкурентноста на работната сила и задоволување на потребите на пазарот на трудот преку примена на индивидуален пристап во работењето ориентиран кон потребите на невработените лица и работодавачите. Наскоро ќе биде објавен новиот оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година, кој ќе има рекордно највисок буџет до сега и ќе биде поддршка за креирање и отворање на нови работни места, како и за зголемување на вработливоста на невработените лица. Невработените лица кои нема да ги исполнат своите обврски во рок од 30 дена, согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, се бришат од евиденцијата на невработени лица и можат повторно да се пријават по истекот на една година, а корисниците на права по основ на невработеност го губат и правото. Пронајдена марихуана кај 20-годишникот Тетовски Требош, одземено патничко моторно возило чија регистрација била истечена. Физички напад на тетовец во продолжение. Слушнете ги деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 69 лица, 47 од Тетово и 22 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 25 лица од Тетово и на 9 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 224 лица од Тетово и 98 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 20 часот и 50 минути на регионален пат Волковија Тетово во Челопек полициски службеници од полициското оделение Жеровјане СВР Тетово лишиле од слобода 20-годишникот Тетовски Требош затоа што при негов и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки што го управувал 40-годишникот Тетово му биле пронајдени одземени марихуана и нож. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Ноќеска околу 2 часот на улица Благоја Тоска во Тетово полициски службеници привеле 59-годишникот Желино, кој 15 на минути пред тоа на истата улица физички нападнал 24-годишен тетовец. Приведениот е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 18 часот и 30 минути на регионалниот пат Челопек Брвеница полициски службеници на СВР Тетово времено одзеле патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 26-годишникот Тетовска Брвеница, кое не било регистрирано повеќе од 6 месеци. На собственикот на возилото ќе му биде изготвен поднесок и ќе се соочи со законски предвидената парична глоба. Вчера во 9 часот и 20 минути 36-годишникот Тетово пријавил дека околу 7 часот на улица Благоја Тоска бил каснат од куче скитник. Вчера исто така во 12 часот и 30 минути 33-годишна жена од Тетовско Сараќино во СВР Тетово пријавила дека во блок 70 во Тетово била касната од куче скитник. Спроведена акцијска контрола за прекршоци на пешаците. Со употреба на ноќен радар биле изречени 27 мерки за неприлагодена брзина во населено место. Поради истечена регистрација одземени 3 патнички моторни возила. Деталите следуваат во продолжение. Вчера од 8 до 12 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола за прекршоци што ги чинат пешаците. Како и колку ги почитуваат сообраќајните знаци, правила и прописи. Во контролата биле откриени и санкционирани вкупно 37 прекршоци. 26 во Тетово и 11 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците, 13 во Тетово и 4 во Гостивар, се однесувале на небезбедно преминување на улица и на непочитување на светлосни сообраќајни знаци, односно 12 прекршоци во Тетово, а санкционирани биле и 8 пешаци кои не користеле тротоари, 1 прекршок во Тетово и 7 во Гостивар. На сите прекршители изготвени им се поднесоци.
Во контролата исто така санкционирани се и 28 други видови прекршоци. Полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, вчера од 12 до 16 часот спровеле засилени локални контролни активности, во кои биле санкционирани 18 прекршоци за техничка неисправност, на сопирачки 2 прекршоци, други уради 6 прекршоци, истечени сообраќајни дозволи 3 прекршоци и вградување на флешери 1 прекршок, како и други видови недостатоци. Поради овие недостатоци 11 возила веднаш се исклучени од сообраќај, а на сите прекршители изготвени им се поднесоци. При контролата откриени се и 8 лица кои ги управувале возилата без возачки дозволи, 11 други прекршоци и 8 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Вчера вечер од 21 до 23 часот, со употреба на така наречен ноќен радар, била спроведена контрола за брзина, во која биле изречени 27 мерки за неприлагодена брзина во населено место, односно за пречекорување на брзината за 30 до 50 и над 50 км на час повеќе од максимално дозволената. Предходно во периодот од 10 часот и 30 минути до 15 часот на тетовските улици ЈНА и Маршал Тито и на регионалниот пат Тетово-Скопје. Поради истечена регистрација, повеќе од 6 месеци биле времено одземени 3 патнички моторни возила, 2 со тетовски и 1 со скопски регистерски ознаки. Против собствениците на 3 возила ќе следуваат поднесоци, информираат од СВР Тетово. Фудбалскиот клуб Тетекс со скромна прослава и доделување на благодарници го прослави денот на формирањето на клубот, 18 февруари. Фудбалскиот клуб Тетекс со скромна прослава и доделување на благодарници на оние кои го помогнале клубот изминатата година, го прослави денот на формирањето на клубот 18 февруари. По тој повод на спортскиот центар во Тетово се одигра и ревијален надпревар против комбинираната екипа на Брегалница од Штип, на кој тетовскиот второлигаш победи со 4:0. Бојан Михајловски постигна 2 погодоци, додека поеднаш беа прецизни Блашко Николовски и Димитар Иванов. На церемонијата после надпреварот присуствуваа навивачи, сегашни и поранешни фудбалери и тренери, личности од општествениот живот и представници на компаниите кои го помагаат клубот. Па да се гордееш треба од увек и заувек да биде, како да речем, да бидеш навијач треба многу работе. Не само јас сум навијач. Навијачи може свитина да бидеме на игралище штида 50 души, 100, 2003. Али тие што са некој у душа, у срце, што го навија клубот, да дојде, да боди клубот, дали е у форма, дали не у форма, дали игра добро, дали не. Важно дали ќе изгуби, не изгуби, да навие за него до крај. Тоа е за мене навијач. Навијачот е тоа. Дали ќе изгуби, дали ќе победи. До подиш, до крај. Во моментов во клубот функцијата шеф на стручниот штаб ја извршува поранешниот македонски репрезентативец и интернационалец Славчо Георгиевски, кој истакнува дека за него е чест и задоволство да го води од клубата еден од најголемите фудбалски клубови во Македонија. Па нема поголемо задоволство и чест да се биде од една голема традиција, клуб кој што создал многу фудбалери, клуб кој што направил традиција и да се биде дел од традицијата е навистина голема чест и одговорност. Пресреќен сум, за мене денеска е роден ден, како на своји деца, така и се чувствувам и се осеќам многу убаво и како што рековте вие претходно. Дај Боже што многу години да славиме традицијата на Тетекс и што многу поколенија после нас да го живеат Тетекс. Успесите да се вратат нашите најверни навивачи, само така ние можеме да продолжиме и да го чуваме она што некој пред нас го направил, а ние само треба да го одгледаме, да го воздигнеме и да го држиме до небесата, затоа што Тетекс навистина заслужува да е таму. Фудбалскиот клуб Тетекс е формиран на 18 февруари 1953 година и се до 1961 година го носи името Текстилец, кога го добива името Тетекс, кој го носи и ден денес.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.